I do not want to be cute on a boat. Не ми е важно да изгледам привлечно на бродот. Бродот ми е како големо милениче. Јас сум таму за да ја работам мојата работа, не треба да е важно како изгледам. Не се обидувам физички да импресионирам некого кога сум на бродот. Се обидувам да ги импресионирам луѓето со моето ракување со брод. Okay, thanks. Appreciate it. I think my mother had Мислам дека мајка ми имаше 100% удел во развивањето на мојата љубов кон водата, носејки на рибарење. И подоцна, кога таа имаше доволно пари и конечно купи брод, одевме со него на риболов и тоа многу го сакав. На него се чувствував како дома. I loved art and illustrating. Сакав уметност и правење илустрации. Сето ова кај мене е поврзано, бидејќи учев во модниот институт за технологија. Дипломирав на ликовна уметност и тоа со највисоко признание. My mother knew Мајка ми познаваше жена која работеше како административен асистент во компанијата за реморкери, каде што работа моментално. Таа и кажа дека некој заминува од фирмата и мајка ми ме праша зошто не се пријавиш? Се сеќавам дека и реков, не сакам да работам со шлепери. И еве, тука сум. Така работев како административен асистент таму, додека се уште се занимавав хонорарно со илустрирање. И еден ден сватив дека всушност сакам да бидам овде. Сакам да работам на вода. Не сакам да бидам затворена во канцеларија. Понекогаш после работа одев на брод и тоа почна се повеќе да ме привлекува. Тогашниот капетан ми рече, мислам дека имаш талент за ова. Зошто не се пријавиш за добивање капетанска дозвола? Тоа е нешто како возачка дозвола. Дефинитивно е потешко од возење автомобил, затоа што патот се движи под вас и пловните објекти кои ве следат, знаете, прават шари како оваа во водата. I'm one of maybe two. Значи, во овој момент јас сум единствената жена оператор на шлепер во целата компанија. И јас сум една од можеби двете жени оператори со шлепери на пристаништето на Њу Јорк. Работам и со друго пловило што пренесува нафта или газ или, како и во други компании, камења или песок. Огромен аспект во работата со реморкер за мене е животот што ми го возможува. Секој месец 2 недели сум слободна. Тие 2 недели ми дозволуваат не само време да работам оваа работа, туку и да создавам производи, слики, што луѓето ги купуваат и ги ставаат во своите домови. Прекрасно чувство е да се знае дека уметноста што ја правите е на зидови во домовите на луѓето во моментов. Тоа е како два мозоци кои не мора да работат во исто време.